10 години борба на 7 ноември во Атина, ќе се обидете да го промовирате букварот абецедар. Нема да се обидиме, ќе го промовираме букварот абецедар. Јас сум помалку скептик новинарски од аспект на тоа дали средината ќе ве игнорира или ќе би биде дозволено една култивирана промоција на едно етничко право, да речем, или едно право на тоа да говориш и да го разбираш својот јазик. Па видите, како прво, ово не го гледаме како етничко право. Дека ова е наш допринос да се надмине дефицитот на демократија во нашата држава, кој го зборуваме за почитување на човекови и на малцински права. Изборот за Атина не е случаен. Ние сметаме дека ако срцето на грчкиот национализам чука последните години во Солун, вие знаете добро за големите антимакедонски демонстрации минатите години, сепак мозокот е во Атина. Центарот е тамо и ние морамо баш тамо, што и пред 80 години се впечати буквар на македонски, да започнеме овај процес на јазична емансипација на македонците во Грција. Нашата проценка е, може и нашето очекување дека ќе се оди, како што се оди последните години, на игнорирање така од грчките масмедиуми, како и од политичките структури во Грција, но што е сосема различно од пресијата на бугарските медиуми врз македонското малцинство. Господине Тодоровски, МНР не се огласи, што е веројатно дипломатска вештина, по директните пораки од Бугарија и од Грција дека не постои македонско малцинство. Пораките беа многу екзактно, многу директно, дури на моменти недипломатски и агресивно кажани и од Дора Бакеојани и од амбасадорот на Бугарија, генералот Михов, кој меѓу време успе да се испромовира како еден од советниците на реизбраниот председател Прванов. Ерго, дали тоа би можел да извлечем заклучок дека е тоа новиот бран на надворешно политичката ориентација на Прванов и на Бугарија кон Македонија. Сеедно, прво барам коментар околу ставот на МНР во однос на пораките дека не постојат македонски малцинства во Бугарија и во Грција. Ако ми дозволите само кратко, за да може да го објаснам ставот наш, една мала генеза на она што значеше развој на прашањето за малцинствата. Да не забораваме дека малцинствата своевремено биле касус бели или повод за војна, изговор за војна, ако сакате. А поради тоа се влегло во една друга фаза кога се устоличил принципот на немешање во внатрешните работи. И тоа го имаме дури и во нашиот устав ставено. Дури после 80-тите, крајот на 80-тите години се влегло во една фаза која финишираше кон крајот на 90-тите години со конвенцијата што ја спомнаа, а тоа е Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства, кога се влезе во фаза на малцинствата како област за меѓународна соработка. И од тука, најкратко речено, двете изјави, и таа на Михов, и таа на Бакојани, може да се гледаат како една неприлагодимост или по-споро прилагодување код она што значи најнов тренд во меѓународните односи. Значи, низ нивната развојност. Да, се разбира дека посебно не беше во ред господинот Михов да и забрани на новинарката да прашува. Тоа е веќе дури и друго прашање, но она што е, да речеме, неспорно е дека Бугарија како ратифициент на таа Рамковна конвенција на Советот на Европа, да, има обврска да биде транспарентна по тие прашања и да биде прашана и да одговори. И мислам дека треба малку време да им даеме значи, за да... Значи тоа дека Грција може да биде нетранспарентна бидејќи не има ратификувана Рамковната конвенција? Значи, меѓународното право познава она што викаме правни договори кои што се и правно обврзувачки. Ова е таква, за разлика од универзалната декларација што беше пред малку спомната, која е баш тоа декларација, значи не е правно обврзувачка. Добро, имам сега едно прашање генерално. Да, повелете. Значи да, за Грција не е обврзно, меѓутоа пак Грција би морала да се прилагодува на она се што значи стандарди во таа област, а тие стандарди се градени веќе
ајде да почнеме од Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, па се до Европската повелба за регионални или малцински јазици. Значи, независно од степенот на обврзност, она што значи веќе европски стандард е нешто што за таква земја која претендира да биде лидер на Балканот, сигурно е своевиден императив. Освен на состојбите во Бугарија, има помалку парадоксална ситуација, а таа е следната. Генерално веќе се формирани политички партии, репрезенти на македонското малцинство во соседите, во Албанија, во Грција, обити во Белград исто да се направи. Значи, од аспект на формалните сознанија, се е окей. Имате право на организирање, имате право на здружување. Што е она што е дискрепанција меѓу формалното и фактичкото? Митревски, од вас. Па видите, во споредба со другите, со моите браќа од Пиринскиот, Егејскиот дел, баш ние можам да речам како македонци во соседните држави, односно во Албанија, ние видовме помалку мака за да се регистрираме. Меѓутоа, се водеше битката минатата година дека ние сакавме да ги фатиме парламентарните избори. Тоа не успееме и тоа намерно беше направено од страна на албанските власти. Со сето тоа, можам да речем дека ние сме најпривилегирани во однос на тоа, ја регистрираме нашата политичка партија, веќе сме во тек на изградба на инфраструктурата во базата на партијата по местните комитети, така што преостанува од наша страна следејќи ги два аспекти. Првиот аспект, кој што за мене е враќање на националноста во делот на македонците кај што не се признати, во делот на Голо Брдо, на Гора, и отварање на училиште за изучување на македонскиот јазик, кај што веќе се атрофизира, веќе се губи тотално, кој што за мене или за дел повеќе од раководството на партијата, тие са априоритет работи на нашата партија. А другата работа, кој што е на втор план, е освојување за во парламентот на Албанија, за да имаме наш пратеник, и освојување на локалната власт, кој што сега за какви беа проценките после локалните избори, какви се имат ли шанси со оглед на изборниот модел македонците и алијансата да има свој представник, да освои некоја општина на пример? Ние планираме дека можеме да освоиме барем 4 општини, кај што се делот на нашите македонци, делот 2 општини во Голо Брдо, една во Гора и една во Преспа. А зашто се сојузувавте со грците? Од прагматични политички причини или? Не, тоа е како секоја политичка партија, секој политички субјект кој што си мисли за освојување на изборите, така што и ние мислиме дека подобар начин, оно што се случи минатата година, веќе нашата политичка партија не беше регистрирана, немавме право да учествуваме како самостоен политички субјект, меѓутоа прифатиме да коалицираме со партијата за човекови права во Албанија. Војко Илиевски, каква е состојбата на македонците во Србија, ако се суди по речитоста на Тадич и на Црвенковски мед и млеко, ако се суди по тоа што вие го изјавувате дека немате кино, немате училиште, не можете да говорите, немате вестник, тоа значи дека сте маргинализирани. До таа степен што се зборува дека постои тивка политика на асимилација, на посрбување на македонците во Србија. Се сложувам со вашево задња изјава. Тачно се врши асимилација врз македонското малцинство. Да би го некој сачувал, он треба да има и избор, селекција, треба да имате училиште, биоскоп, треба да има кино, треба да има книжари, треба да има доста тие елементи национални, да би можел он да бира, да ќе ги земе нив или ќе ги земе од државата од каде престојуваат, уствари каде живеат сега, домовината, фактички во Србија. Ние за жалење тоа немаме. Меѓутоа, ние сами не сакаме многу тоа. Ова година ја јубилерна за македонското малцинство во Србија се наврши 10 години од институционално организирање на македонците во Србија. Значи, за прв пат од постоење на македонскиот народ и македонската држава, ние имаме статус на малцинство во Србија, формираме своји македонски организации кои комуницираат со државните органи на Србија, порано со Југославија, за остварување на своите македонски права и добиваме пари од нив.